Со кревање на Макфестовското знаме, Штип го означи почетокот на овогодинешното издание на Макфест. Стартот на фестивалот е вовед во очекување за многу забава. Мислам да е овде Мислам дека најважно е да се учествува и да се дружиме заедно, но ако победам нема да се противам. Мојата песна за фестивалот е прва моја композиција по настапот на шоуто Гласот на Германија. Авторска песна ја работев заедно со продуценти од Берлин. Во 30-те фестивалски години на Макфест настапија близу 1000 пејачи кои исполни исто толку композиции. Кој од нив публиката најмногу ги памети? Елена Благне, пред 20-30 години. Трајче Марев. Драган Мијалковски, Олгица што пеа со председателот Киро Глигоров. Убава песна беше и таа. Па на Трајче Манев она. На сцената на Макфест годинава ќе се изведат 30 композиции во 2 фестивалски вечери. Има неколку композиции со такова убави. Убав текст, убави аранжмани. Не мислам дека Макфест својата конотација ќе се задржи. Сега вклучувајќи од тука и биг бендот на Македонска радио телевизија кој што дава еден друг звук. Освен првите 3 места, и годинава ќе се додели награда за најдобра интерпретација и најдобар дебитант. Кога зборуваме за наградата најдобар дебитант, станува збор за дебитирање на сцената на Макфест. Не дали настапувал и бил некаде досега на некој фестивал. Многу е тешко да дефинирате кој е дебитант, кој не е дебитант. Меѓутоа на сцената на Макфест има повеќе кои што ги спомна и Ања Петерова не е настапувала досега. Ако погледнете, ниту еден од странските изведувачи не бил на сцената на Макфест. Организациониот одбор веќе го подготви и CD-то со макфестовските композиции. После 2 години издадовме и CD. Еве го CD-то пред нас, во едно многу убаво интересно издание. Внатре ги има сите податоци за сите пејачи, автори и така натаму и сите оние што се во организациониот одбор. Годинава 7 од 30 изведувачи се пејачи од странство.